Добро вечер во топ тема на ваша страна. Во собранието денеска се одвива вистинска драма за затворени врати. Добиваме само штури информации и постојано се одложува седницата на која треба да се гласа дали ќе се отвори Уставот за измени, првиот чекор за исполнување на договорот од Преспа. Во собранието е клучо дали овој договор ќе се реализира, кој меѓународната заедница го смета за најважен безбедносен и политички проект на Западот. Во топ тема на ваша страна вечерва дебатираме и анализираме со поранешниот амбасадор Јован Донев, новинарот Джилал Незири и новинарот и поранешен советник за односи со јавност во собранието Тодор Пендаров. Добро вечер на сите и добре дојдовте во студиото на топ тема на ваша страна. На почетокот ќе се вклучиме во собранието, таму е колешката Сонја Николовска. Сонја, дали има некое развижување во моментов? Ја слушнавме во вестите последната најава дека седницата сега се планира да почне во 21 часот. Така, Сања, тоа е последната официјална информација дека во 21 часот е закажано продолжението на оваа седница. Но неизвестноста останува. Не се знае се уште дали тоа значи дека ќе се продолжи со расправата, со оглед на тоа што има од 12 до 15 пратеници пријавено за дискусија, кои не ги повлекле своите дискусии и имаат право да го изнесат своето мислење. Неизвестно останува и тоа дали ќе гласаат вечерва и дали воопшто е обезбедено двотретинско мнозинство. Сега вечерва дополнително имаме уште една неизвестност, не се знае дали ВМРО-ДПМН ќе присуствува на седницата. Околу 19 часот испратија соопштение во кое велат дека работниот ден во собранието трае деловнички од 11 до 18 часот и дека до 18:30 председателот Талат Џафери воопшто не упатил никакво писмено известување дека има намера да продолжи со седницата под 18 часот. Според нив тоа значи дека овој работен ден е завршен. Исто така во тоа соопштение ВМРО-ДПМН се жали дека врз пратеници од опозицијската коалиција биле вршени притисоци, закани, уцени, обиди да бидат подкупени, се со цел да пристапат кон изјаснувањето за промена на Уставот во согласност со Преспанскиот договор. Се уште немаме официјален одговор од страна на владеачкото мнозинство, но очигледно неизвестноста останува. Сонја, во собранието беше и премиерот Зоран Заев до пред 1 час. Што, дали има некаква изјава, дали има некакви информации со кого тој се сретна таму и што се случи потоа? Така да. Премиерот Заев, како изминатите 3 дена кога се одвиваше расправата по оваа точка од дневниот ред, беше присутен во собранието. Тој имаше средба со лидерот Али Ахмети и со спикерот Талат Џафери. Оттаму излезе со објаснување дека тој е само гостин во собранието и одлуката дали воопшто вечерва ќе има седница и дали ќе има гласање ја носи спикерот Талат Џафери. Заев исто така не сакаше да потврди дали е обезбедено двотретинско мнозинство за гласање по уставните измени. Тој, како што рече, пред околу 1 час ја напушти зградата на собранието, но очекуваме да се врати околу 21 часот и да присуствува на продолжението. Да споменам дека ова би бил 4ти ден како што се расправа за уставните измени. Деловнички расправата може да трае 10 дена, пошто се заклучува и се пристапува кон гласање. Сонја и Кусок, каква е атмосферата денеска во собранието? Со часови сте веќе таму, новинарските екипи во исчекување како и целата јавност. Дали ги среќавате пратениците, координаторите, имали информации, шпекулации, слушнавме многу?
Шпекулации има многу, а информации малку. Значи, во салата постојано има по неколку пратеници, тие излегуваат, влегуваат, разговараат, меѓу себе излегуваат и од собраниската зграда, веројатно одат на прошетка или на јадење со оглед на тоа што цел ден се тука. Неизвестноста беше продолжувана, бидејќи седницата првично беше закажана за 12 часот, па одложена за 15 часот, па еве дури сега за 21 часот. Шпекулации, велам, има многу, дотаму што има некои пратеници кои побарале и лекарска помош и се наоѓаат на лекарска интервенција. Инаку, според оние општи шпекулации, без да именуваме со кого се разговара и кој се очекува да се придружи на ова мнозинство што би гласало за уставни измени, има отприлика 3 верзии. Според едната верзија, ова одолговлекување, бидејќи во преговорите со опозицијските пратеници и во окрупнувањето на тоа мнозинство станало неизвестно уште за 1 до 2 пратеници. Другата верзија говори дека веќе е обезбедено мнозинство од 83 или 84 пратеници и дека власта сака да го зачврсти на оваа бројка тоа мнозинство за да не зависи од само еден глас. Третата верзија пак е дека фалат уште доста пратеници, дека ниту еден од опозицијската коалиција нема да гласа за уставни измени и дека поради тоа се одолговлекува со гласањето. Ова теза ја пласираше и пратеникот Антонио Милошовски, кој нешто пред 15 часот одржа пресконференција во придружба на 30 пратеници од опозицијската коалиција. Тој го повика Талат Џафери веднаш да го стави на гласање предлогот за менување на уставот и воопшто да не одолговлекува, уверен дека власта нема 2/3 од пратениците да ги убеди за да гласаат за овие уставни измени. Истовремено од страна на владеачките пратеници беше упатен повик до колегите од опозицијата да им се придружат и заедно да ги донесат уставните измени кои ќе го отворат патот за Република Македонија кон евроатлантските интеграции. Сонја, ти благодарам за ова јавување. Ти остануваш во собранието, доколку има во меѓувреме некаков развој на станите, повторно ќе те вклучиме. Се враќаме во студиото, најавена е пресконференција на генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев, меѓутоа според да добивам информации дека тој веќе дал изјава, доколку ја имаме, ако може да ја видиме. Денес се случува вистинска драма. Структури на власта и структури кои одработуваат за оваа власт вршат жестоки уцени, закани и притисоци во пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Собранието на Република Македонија се претвори во пазар и арена на притисоци, закани и уцени. Денес добива совршена смисла се она што се случуваше во изминатата година и пол. Во Македонија се апсат луѓе заради политички прогон, а денес се пробува да се тргува со нивната слобода. За возврат се бара поддршка на уставните измени произлезени од договорот со Грција. Се ветуваат парични награди за послушните, а доколку не се прифати, се местат сведоци, се креираат случаи. Се врши влијание врз блиски роднини на пратениците. Се врши заплашување. Политичкото обвинителство да обвинува, политизираното судство да суди, а Заев да договара, товари или ослободува луѓе. Да, тоа е изјавата на генералниот секретар на ВМРО ДПМН, кој обвини дека се вршат уцени врз пратениците, но уште нејасно дали пратениците на опозицијата ќе се вратат во собраниската сала. Тоа ќе го видиме веројатно во 21 часот, доколку и тогаш почне седницата. Господине Пендаров, вие поминавте долги години во собранието, гласот на еден пратеник никогаш толку не тежел и не гледал. Так, точно е. Гласот на еден пратеник никогаш не тежел како што во овој момент ова што се случува. Зошто е тоа така, на сите не е јасно.
во игра или на маса се влогот е многу голем. Мислам дека ти рече во најавата, ова е проект на Европска Унија Америка и ако го прочитам уште еднашка она фамозно писмо што дојде од State Department-от, во кое фалеше уште да ми се каже на ВМРО ќе ве бомбардираме, без ракавици напишано, јасно е дека влогот е многу голем и затоа и цената на еден пратеник во овој момент е условно кажано. Во суштина ова што се случува сега со пратениците, ова што зборуваше генералниот секретар, фактички е пантерија, али ништо не се менува. Сите чистата вода. Оно што го правеше Груевски и фамилијата порано, сега таа метода се за полека ја превзема Заев, иако Заев не е толку искусен и ги нема сите полуги и лостови кои што имаше фамилијата која се вршеше притисоци. Да бидеме јасно бил висок државен службеник кој што ме најави во време кога беше ВМРО на власт. Така да, меѓутоа вакви преговори со пратеници имало секогаш, не е ништо. Тоа не, но вакви притисоци ова што е сега и не заборавете дека пратениците на ВМРО од самото водство на ВМРО беа уценети. Со познатите оние меници, ако се сеќавате. Мислите дека и сега се уценети? Па не знам што е во моментот. Во секој случај, како што реков, значи една работа која ни се влече, која можеме да ја ставиме под заеднички именител Балканишец Уштенде, со ниска политичка култура, со многу далеку од нормална парламентарна демократија, само се продолжува континуирано тече понатаму. Ето е тоа. Причините зошто е тоа така, може би во емисијата, нормално, но сакам само уште еден елемент. Пресконференцијата на пратениците на ВМРО, значи точно примети колешката дека не беа сите пратеници, дека беше една релативно голема група. Фалеше, ако не се лажеме, 15 или 18 пратеника. Но и тоа се оние пратеници, не заборавете, Милошевски од прв ден беше против овој договор. Значи, си остане на тој став. Дали е тоа добро или не, но остане на тој став дека е против овој договор. Значи, тоа се оние кои беа против овој договор, но во исто време беа и против, голем дел од нив беа и против, не беа среќни со Мицковски, меѓу нив има и подписници кои бараа да се одложи конгресот. Така да, мислам дека имате две работи. Од една страна е Мицковски и тесното раководство кое ова што го прават, не го прават заради договорот, не го прават од патриотски причини, него го прават од причина да ја заштитат фамилијата и мислам дека ова одеголечување многу повеќе мене ми личи на некакви преговори околу тоа. Додека од друга страна ја верувам дека некои пратеници се лично убедени дека овој договор не чини дека е штетен за Македонија или за македонскиот народ. И тоа е. Да, господине Дунев, сметате ли дека во ВМРО има и пратеници и членови кои се за договорот, искрено веруваат дека ќе одреди иднината на Македонија, ќе отвори пат кон ЕУ и НАТО и дека не е се како што вели генералниот секретар уцени притисоци? Па не верувам ја во тоа, ја не верувам во тоа затоа што или од неколку работи, прво да сте член на ВМРО ДПМН, тоа значи дека ја прифаќате таа идеологија. Они беа 10 години на власт, ако они сакаат да направат ваков или сличен некој договор, ќе го направат до сега, има можности. Мислите дека има можности? Па има можности, како нема можности. Зато они во еден момент има и 80 пратени, како не се лажам, во еден период. Заедно со ДУИ зборувам. Значи, они имаа можности. Ако сака ова да го направат, они ќе го направеа. Очигледно не сакаа да го решат спорот. Не сакаа да прифатат вакви услови за променено уставно име. Нешто што Грција го притискаше цело време. Грција не сакаше да преговара за име за надворешна употреба само. 2008 година не е така. Не, може да довршам. А ќе влезем после во дебата. Добро. Значи, ВМРО ДПМН имаше шанса да прифати, тоа се гледа и во нивната програма, значи тука немам што да шпекулирам. Они, таа пратеничка група до сега што беа во собранието, па и оваа пратеничка група има мандат да преговара само за име за надворешна употреба. Прифатено на референдум.
Така да тоа е едното прашање. Втората работа е, пазете, вие со овој договор, доколку дојде до промен уставното име на Република Македонија, таа партија треба да се распадне. Че они нема да биде прво ВМРО ДПМН. Не може да го имат во името на партијата името Македонија. Тоа не е како не, утврдено е затоа што треба да се утврдено е затоа што таму во член 8 и член 9 имате доволно јасно кај што оние добива пари така натака има дека не сме да го користиме тоа, да не збориме за договорот, утврдено и тоа. И тоа е утврдено. Не, моето прашање беше нели има некои пратеници интегритет сами да одлучат или не верувате во тоа? Не, пазите, јас верувам дека они сами одлучуваат. Значи ја не можам да верувам дека некој друг одлучува во нивно име. Значи тоа е како на пример лидерот на партијата. Па пазете, прво лидерот на партијата е помлад него пратеничката група, по мандат. Значи јас не верувам во тоа воопшто, не сакам да верувам дека може некој да влие не само на пратениците на ВМРО ДПМН, да влие и на пратениците на СДС и така натаму. Ако некој влие, тогаш тие не заслужува да бидат таму. По моја проценка. ВМРО ДПМН, пратеничката група на ВМРО ДПМН тогаш не лажела. Као што СДС не излажа, меѓутоа СДС побарем ниво програма немаше ништо. Разбирате? Така да може да измислат кое сакат образложение. ВМРО ДПМН со тоа доби гласови на изборите, дека не прифаќа променено уставно име. И ја не верувам и во крајна линија, пазете, јас не верувам дека они веруваат дека овој договор е добар. Затоа што како што не веруваат им еден голем број на граѓани на Република Македонија. Значи тоа е дека некој може да каже дека е добар договор, меѓутоа тој договор го проверивме ние на референдумот. Добро, 600.000 пазете, дека е добар. Не, послушайте, 600.000 во однос на 1.800.000, знаете колка разлика е? Тоа е огромна разлика. Да не се лажеме со таа бројка 600.000. 600.000 не значат ништо. 36% од граѓаните на Република Македонија. Добро, ми сметате не. Имаат ли пратениците интегритет да бидат против? Надоврзам на тоа што го кажа господинот Донев, дека не се сложувам дека на референдумот тие 1.200.000 гласачи кои абстенираа се сите против договорот. Фактички Македонија има... Ама не знаеме дека се за. Не, ако ги гледаме наназад изборите, колку има рекордна излезност на сите избори, локални парламентарни. Пазите, зашто цело време правите зашто правите спинови? Не е воопшто важно колку излегли или не излегли. Ама не вас не ви реплицирам за ова. Не, ама ве слушам само да довршам. Нема потреба спинови, извини. Значи бројките се јавно достапни, може да ги види секој. Значи во Македонија најмногу што гласаат се 1.200.000. И сега ако се водиме од оваа бројка, тие што излегоа се повеќе од тие што не се водиме со бројка, се водиме со Државна изборна комисија. Државна изборна комисија кажа дека не е успешен референдумот, не ние. Бидејќи не е постигнат цензусот. Значи Државна изборна комисија кажала тоа еден од нема еден, тој е закон. Еден од двата услови за легалност на референдумот не е исполнет. Тоа се сложува. Готово, што збориме за референдумот? Не може да се каже дека нема легитимитет. Нема како. Абе Државна изборна комисија каже тоа, не ние. Легалитет нема, ама легитимитет. Ама нема, пазете, значи за време на референдуми за избори одлучува Државна изборна комисија. Значи од ова до сега што зборуваше господинот Донев, само последниот став околу референдумот му е точен. Колега, да не спекулираме со бројките. Така е колегата. Ама законот е уште по резултати од и сега не ми кажувајте. Законски да, се сложуваме. Изборниот список е таков каков што е. Уште еден доказ дека не бива како држава, бидејќи 27 години не можеме да направиме избор добар реален изборен список. Значи имаме 600.000 гласачи со тој изборен список СДСМ на локалните избори го сроза ВМРО со тој изборен список, со тие 1.800.000 луѓе. Го направи парчиња. Ма колку излегува? Ама не е важно колку излегува, зборувам се за изборниот. Затоа оставите ги. За жал референдумот пропадна. И тука е факт, нема тука легалност или легитимност. Законот вели вака, треба да биде толку плюс 1 за да помине референдумот. Не помина и да не разговараме. Ја гледавте... Да, но Пендаров, референдумот беше консултативен, да се... Има ли затоа ќе го заборавите? Ама затоа го заборавите? Сега, ако Државната изборна комисија, пазете, главниот орган што го спроведува референдумот, кажа дека референдумот пропадна. Нема што више да шпекулираме, затоа се слагам со Пендаров. Таа работа е завршена веќе.
Референдумот пропадна и тука нема што да збориме ние. Зашто никој не го обжали одлуката на Државна изборна комисија. Таа не е обжалена. Да, никој не ги е објавена. Ама значи ако не спориме, више нема што да разговараме. Значи, затворете го прашањето за референдумот. Референдумот пропадна. Крај е тука. Джило, да се вратиме во собранието. Зошто мораше да се чека, да речиси до последен момент, иако крајниот рок 10 дена дебата за иницијативата за отворање на уставот е во среда. Меѓутоа, зошто денеска ваква драма во собранието преговори до последен момент? Јас мислам дека владеачкото мнозинство се уште ги нема бројките или нема гаранции дека за отворање на уставот ќе гласаат двотретинско мнозинство од пратениците, тоест 80 од нив. Таа драма се случува заради фактот што според моје мислење и внатре во ВМРО ДПМН има група пратеници кои ја се огледуваат историската можност, го приметуваат тој историски момент, историска раскрсница во која се наоѓа Македонија и никогаш не се наоѓала порано во една ваква раскрсница, и дека во случај тие да гласат против овој договор, овие уставни измени, тогаш целата вина за можниот развој на настаните би паднало врз нив. Тоа беше кажано и од страна на америчкиот дипломат Вес Мичел во писмото до Мицковски. Тоа беше кажано и од европските дипломати. Вчера имаше уште една порака од председателот на Европските народни партии, да, кој исто така повика ВМРО да биде на ниво на историскиот момент и да ги поддржи уставните измени. Значи, не се случува денеска во Македонија, не се случува политичка криза која ги засега само политичките актери внатре во Македонија. Овој политички момент, значи, е не само внатре во Македонија, туку повеќе е геополитички момент кој фактички ги инволвира и останатите глобални сили пред се таа борба за превласт во светот помеѓу истокот и западот. И во ова биполарност ние како држава, Македонија како држава треба да ги гледа не интересите на истокот или на западот, но треба да ги гледа сопствените интереси. И ако се поклопуваат тие интереси со интересите на една од тие страни, а ние знаеме дека стратешки цели од осамостојувањето на државата се интеграциите во НАТО и Европска унија, значи патот е јасен. Значи нема двоумење што треба да се случува и како ние треба да бидеме членки на овие организации. Желбите се едно, но можностите се друго. Да, но опозицијата ние ако ги мешаме, патот е јасен, вам ви е јасен, можеби, но ние мислам дека ги мешаме желбите и можностите. Ако ги прашуваме за желбите, сите граѓани на Република Македонија, особено етничките македонци, желбата е земјата да биде членка во НАТО и Европската унија под уставното име. Да, голем е процентот на граѓани. Но можноста, реалноста е тоа. Столтенберг, сите земји членки на Европска унија, САД укажува дека без компромисно решение, без договор, без имплементација на Преспанскиот договор, не може да има таква интеграција, нема да има членство. Добро, да им дадеме збор. Дунев, Пендаров, само момент. Еви Палмер денеска тој доаѓа во понеделник тука, меѓутоа во очекување дека ќе биде веќе изгласана и донесена одлука во собранието веројатно. Денеска пак порати порака од Балканскиот форум дека бара од македонските лидери да се издигнат над политичките поделби. Ваква историска можност нема да се случи. Баравме од раководството на ВМРО ДПМН да ги ослободи пратениците да може да гласаат по совеста, без грижи дека ќе имаат негативни последици. Слично беше во писмото на Вес Мичел. Зошто за ВМРО ДПМН сите овие пораки практично им врти грб раководството? Прво, знаете што на избори се доаѓа, се победува на избори со гласачите на граѓаните Република Македонија, не на граѓаните на САД или некоја друга држава. Мислите не треба да ги загрижуваат вакви пораки? Не.
Вие на избори добивате, и тоа треба да го научиме ние веќе, еднаш ако сакаме да имаме суверена држава. Знаете, на избори се доаѓа, се освојува власта и се губи власта со војата на гласачите. Ниту Соединените американски држави, ниту Европска унија, ниту Русија, ниту Кина не ве поставуваат за функционер и не ве менуваат. И конечно треба да сватиме, ова е добра лекција, значи ја гледам една добра страна во оваа криза што ни се случува, за жал не се случува, ние да гледаме на добра страна, дека треба конечно да сватиме дека ние сме едините креатори на својата судбина. Никој не може да сака Македонија повеќе од колку што ние сакаме. Не може ниту еден државник во светот да не сака повеќе од колку што ние самите да се сакаме. Ама не можете да исклучите од тие влијанија. Дозволете. Влијанието се работи на друг начин се преговара. Тоа е веќе друго прашање, да не навлегуваме во тоа. Тоа што, нели, Соединетите, односно тоа што Мичел и Палмер го направија, они си знаат зашто го направи. Нивната политика во однос на Македонија е спротивна на политиката на Трамп. Председател Трамп јасно кажа: ние нема да се мешаме во внатрешните работи на ниедна држава. Меѓутоа се сериозни администрации, која зборувам за нив, тоа е сериозна администрација, политиката што е водела претходната администрација, што во еден момент ја презеде. Ама немој таква штукулација. Ама чекај, ама не можам да ти дозволам да кажеш. А и тоа ќе ми забраните да зборам? Не можам да ти дозволам да не реагирам, да кажеш дека Мичел, писмото на Мичел е воспротивно со Трамп. После реплицираме, да кажеме, значи политиката на не е фер до нашите гледачи. Извинете, зашто не фер гледачите? Пендаров, не можеш да одлучиш што е фер да се каже, што не е фер да се каже. Да довршам. Значи, сакам да ви кажам следната работа. Она што го правеше Ватишката администрација последните 3-4 години во однос на Македонија, драстично и безобразно мешање во внатрешните работи на Република Македонија, тоа мора да на еден начин некој да го оправда. Ова што го прават сега, во овој момент, по раките на Вес Мичел и на Палмер, се само тоа. Мешање во внатрешните работи. Тоа е директно мешање во внатрешните работи. Пазите, ќе го каже секој. Вие се согласувате? Не, пазите. Со ставот на Москва? Не, без имам свој став зашто да согласувам со некој мој зок. Па еве, се. Ама пазите. Коинциденција. Добро да јас сум русофил, што сега? Еви тоа ќе го кажам, ако треба да го кажам, иако тоа не значи ништо. Никош не сум бил, ама еве за вас ваш. Не значи тоа ништо. Безобразно мешање во внатрешните работи. Нека пробаат Соединените американски држави. Ова да го кажат на некоја друга држава. Вес Мичел нека прати писмо до некоја друга опозиција. Опозицијата одлучува самостојно. Односите, пратиот писмо до Ердоган. Заборава господинот Донев, Курт Валдхайм како го смени и кој го смени. Заборава кој го смени премиерот, победи на избори австриецот, за жал веќе не е жив, од Народната партија на Австрија, тотален десен. Екстремен десничар. Десничар го смени Европска унија. Педаров, сега потпредседател во Австрија истиот од истата партија. Ама малку другаче. Па тоа да укинеме сустав избори да кажеме дека во Македонија ќе владе тој ќе одлучи сад. Далеко од тоа. Тоа го кажуваш. Сирија, ама не само големите сили не бираат, али менуваат владици во светот. Сегде во светот. Големите сили... Нема да шпекулирате. Не менуваат, пошто не сменат влада во Италија. Победија десничарите и крајната левица. Што дозволи да победат? Добро. Зашто ги плашите граѓаните? Не ги плашам. Заедница секогаш реагира кој има нарушување на демократските процеси. Точно се согласувам. Кој ги организираше ардичните бригади во Италија? Се работи за такво нешто. Меѓународната заедница или поедини држави. И има право на тоа да се... Они може да реагираат. Потполно може да реагираат. И тоа е мешање во внатрешните работи. Они може да кажат став. Да повикуваат со такви безобразно писмо. Тоа не дозволува за нас како граѓани на Македонија, не за опозицијата. Па видиш што го направи на Орбан сега те молам. Што Орбан владе колку години? Зашто вајте такви примери го плашите народов? Не го плашиме него кога влегува. Да, не може. Јас мислам дека мора да бидеме реални и да го зборуваме тоа што соодействува со реалноста. Сега ако ние сакаме никој да не се меша во нашите внатрешни работи, тоа е друго. Но живееме во свет кој се повеќе е глобализиран, се повеќе има влијанија,
помеѓу земјите, помеѓу соседните земји. Глобализација, се извинувам, глобализација да заврши зашто председател Трамп рече Америка фрст. Америка прва, заврши глобализацијата. Но председателот Трамп, значи, од кога дојде на власт, се поставени и Мичел и Палмер, кои доаѓа во понеделник тука. Сепак спроведуваат официјална политика на САД. И затоа не можеме ние да кажеме дека Трамп, значи не се меша тука, но некои други. Тоа е негова изјава официјално. Дали се меша во Македонија, тоа значи кажуваме дека е дволичен. Јас мислам дека тоа е поентата моја. Ова рече не се мешаме. Овие се мешаат. Ако прифатиме дека под налог на Трамп се мешаат, тоа значи Трамп е дволичен. Толку беше мојата поента. Јас мислам дека не се меша зашто на избори никој не повика, ниту една земја, ниту една светска сила не повика тука во Македонија, не повика граѓаните да им каже како да гласаат. Сите гласа според нивни собствени убедувања. За референдум збориме ли за избори? Не, за избори. На кои избори граѓаните, да речеме, беа упатени како да гласаат? Ама не бегаме главниот проблем, проблемот е уставните промени. Зборот ми беше. Не можете да исклучите земјата од такви влијанија. Само Северна Кореја беше исклучена, па и сега и таа е исклучен ли Орбан? Па не е исклучен. Значи, чешкиот председател исклучен ли е? Може ли да се вратиме на анонимните проблеми ги решаваме, не треба Европска. Може ли да се вратиме на нашиот проблем? Значи, треба да сватиме сите дека уставното име го изгубивме во моментот кога прифативме референцата ФИРОМ. Значи, тоа не е моја, не сум ја многу паметен, тоа ни се случи, еден од врвните бивши југословенски дипломати, Игнац Голоб, ме праша зашто го правите тоа? Викам, не знам, навистина не знаев. Не можев да му дам одговор, знаев зашто, али вика, за жал колега, никогаш веќе нема да бидете Република Македонија. Бидејќи се направи еден преседан, спротивен на уставната листина на Обединените нации на еден куп меѓународни документи и тогаш го изгубивме името. До 2000, потоа сите забораваме дека Тупурковски, да. Поврзете го со ова денес што се случува. Па токму тоа, денеска, како што го реков на самиот почеток, водството на ВМРО, не партијата, водството на ВМРО преговара и се обидува преку овој проблем кој ќе не покопа ако не го решиме, да ја спаси фамилијата. Тоа е биството на целиот овој проблем. И ништо повеќе. Сите овие дебати овде што ги правиме, во суштина не го гледам ефектот, бидејќи нема ништо да смениме, бидејќи водството на односно Мицковски, кој е за мене обична кукла, работи само за тоа. И тоа само го занима. И утре да се направи амнестија на фамилијата, пратениците ќе гласаат за. Сега, кој е уценет според ова? Меѓутоа за амнестија не станува, сака ВМРО амнестија? Не. Тоа беше јасно кажано, па јасно беше кажано. Значи, од првиот момент беше јасно кажано. Значи, Мицковски во јули не сака амнестија, а Иванов што ги амнестира сите? Добро, да се вратиме, ако може на случувањата во моментов. Сме го виделе тоа да му се зневиди. На ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски во интервју, токму на вашето место, го спомна прв пат зборот амнестија. Така е. Значи не е нешто што не е во игра во моментов. Пазете. Но каква амнестија? Значи, ви кажав, јас не можам да кажам што кажал председателот на ВМРО и така натака. Моја проценка е, оној момент, кога ВМРО ДПМН, пратеничката група на ВМРО ДПМН, ќе прифати промена на уставно име, они прифаќаат крај на ВМРО ДПМН. Значи, од тука натаму веќе тие не можат да бидат она што се представуваат. Дали амнестија, не амнестија, може би, ја немам никакви информации, ова не сакам да зборам што Пендарово кажува. Значи, не знам, ништо не ме интересира тоа. Но вие треба дозволете. Да видите и другата страна. Што ако не прифати заради ВМРО ДПМН не се случуваат Што не се случува? Уставните измени? Па нека пропаднат уставните измени. Мене ако ме прашате не требаше да се дојдеме оваа ситуација, ама не е тема ова вечерва. Значи најголема глупост што можеше Република Македонија. Виновник за целата ситуација ќе биде ВМРО. Сега за која ситуација ќе биде ВМРО? Па јас не можам од сега да кажам која ќе биде ситуацијата, веројатно нема да имаме напредок во тоа што не може да имаме ние оваа ситуација, дозволете нешто. Ние немаше да имаме оваа ситуација доколку по завршувањето на референдумот, владата се повлечеше.
Не мораше да даде оставка. Премиерот и министрот за внатрешни работи. Ја тоа не навлегувам, значи. Може да се, иако би требало, мај прифаќам да не даде оставка. Да речеше, запираме понатаму со договорот. Почнуваме од ново да играме. Ова што сега ни се случува, остате таму меѓународно. Па не сме ние дебили меѓународно. Јас имам едно прашање. Велите дека требаше да донесе оставка. Го спомнавте Трамп дека неговите службеници во Стейт департментот мора да ја оправдаат парите што ги потрошиле во Македонија. Дека независно од Трамп водат. Да. А како објаснувате писмото, тоа е честитката до председател Ѓорѓе Иванов, во која вели дека Македонија има многу причини годинава да биде горба, историскиот договор од Преспа го решава долгогодишниот спор со името. Ова е писмо на Трамп. Знам. Не сте контрадикторен? Не сум. Пазете, една работа е што дозволите. Не ве разбирам. Сега ќе ви кажам. Една работа е што официјален орган на Република Македонија, владата на Република Македонија, успеала или да постигне договор со Грција. Секој ден што е надвор од овој спор, секој решавање на спор се поздравува. И тоа пазете, тоа нема. А мислите ова е протокол? Не е ова протокол. Не е протокол ако е за безбедноста и стабилноста. Значи, јас го кажам многу јасно. Они велат, ние го поздравуваме постигнатиот договор. И тоа е фер од една страна. И Македонија тоа ќе го каже ако се случи нешто во, не знам, Северна Кореја ако потпише договор со Соединетите американски држави. Или нафта ќе го каже. Меѓутоа што е Не, овој договор уште не е реализиран. Не, дозволете. Меѓутоа, граѓаните во Република Македонија го одби овој договор. Од тука натаму веќе никој нема право да се меша во нашите внатрешни работи. Толериравме, и то едина држава сме што истолериравме кампања невидена, дрска кампања од страна на лидери на западноевропски држави во Македонија, го издржавме тоа, иако тоа понижувачки за сите, не само за мене или за вас, за 2 милиона народ во Македонија, меѓутоа дозволете. Меѓутоа, го издржавме тоа. Зборувате во име на народот? Не, јас зборам дека за мене понижувачко. Зборувајте. Ама суверенитетот на кого припаѓа? Ама не, дозволете, суверенитетот на кого припаѓа? Тие што не излегува на референдумот, пак ги присвојувате. Еднаш треба Ако го доаѓаше Орбан овде кога го фалеше Груевски, дали тогаш ти беше? Тоа е на избори. Тоа е на избори. Не само на избори. Ма како само на избори? Само на избори. За време на референдум не сме никој. Добро, доаѓаше и на избори кај ВМРО ДПМН, за референдумот дојде да го поддржи референдумот. Не смеше да дојде за референдумот. Не сме никој да дојде за референдум да се меша во внатрешни работи. Пазете, ние мора еднаш да израснеме. Ја не го зборувам, не ме погрешно саѓате. Ја ова не го зборувам заради договорот или нешто друго. За ништо не смеат да доаѓаат. Ние сме креатори на нашата иднина и среќа. Според токму тоа го зборам. Значи, точно, ние сме креатори, нема потреба никој да доаѓа кај нас. Ако ја сгрешиме, ние ќе ја сгрешиме. Абе, пред многу години на Бранко Црвенковски, извини, само да дојде кај нас и да. Пред многу години на Бранко Црвенковски му беше речено у лице секој племе не треба да има држава. И како ни се развиваат работите, и затоа и тоа што му го рече на господинот Црвенковски бил во право. За жал бил во право. Ако мислиш дека сме племе, ама не сме. Не мислам племе дека сме, него ние спаѓаме во групата на неисториски народи. Не, точно. Ако сакаш да ти објаснам што е неисториски народ, вакви дебати мислам дека не е место во момент кога ни се случува нешто поголемо. Затоа пред да Гамџила сочувате мислата, ќе направиме една пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Се враќаме на дебатата во топ тема на ваша страна. Во собранието очекуваме седницата да почне во 21 часот, така е барем за сега најавено. Неизвестно е дали пратениците и кои пратеници на ВМРО ДПМН би учествувале на оваа седница и дали воопшто има двотретинско мнозинство да се изгласат почетокот на промените на Уставот. Пендаров, во претходно во дебатата излегува дека ВМРО ДПМН се ова го прави и вие споменавте за да има избори. Водството, ја правам разлика меѓу водството и партијата. Водството ова го прави, да има избори, изборите нема да го решат. ВМРО ќе изгуби на тие избори, за жал, со ова водство и со оваа политика што ја води. Со тоа што нити па СДСМ ќе успее да добие двотретинско мнозинство. Така да, пак ќе речем, оно што кажав,
Што ќе бидеме се Заев ќе го копира Груевски, ќе вика дајте ми 2/3 да не му ценуваат. Тоа ли ќе го доживееме на идните избори, ако има избори? Груевски таа парола ја пласираше, ако се сеќавате. Така да изборите не се решение. Решението лежи овде, во оваа слика позади, иако ви е стара. Со новиот председател, али гледам генералниот не е нов, стариот, али нема веќе малку да направиме интермецо на овие наши дебати оштри. Значи, решението е таму. Дали ќе смогнат, по мене, сила претениците на ВМРО? Реков, меѓу нив има одредена група кои искрено и тврдо веруваат дека овој договор не чини. Ја ги почитувам нив. И тие се 30 на број. Не е важно, да не Претпоставувате дека сите овие кои се појавија денеска со Милошевски. Некои веруваат во тоа дека тој договор не чини. Има други кои веруваат дека... Но, водството, односно Мицковски, тој тесен круг околу Мицковски, цело време притискаат, како што спомна, кои не се во собранието. Кои не се во собранието, но моќта е голема. На крајот игрищата принципот на централизам, демократски централизам или партиски централизам во ВМРО е доведен до перфекција, на овој или на оној начин. Па колку тогаш може да успеат овие преговори? Ги познавате и едните и другите пратеници. Некои од нив се од старите состави, сте добро и лично. Знаете што? И сте присуствувале можеби на некои од вакви средби, колку и тоа да не треба да се кажува. И да сум присуствувал не би кажал, бидејќи тоа би го прекршил основниот етички принцип, да барем. Ти добро знаеш дека информациите кои си ги добил под рака, не смееш да ги кажуваш и да именуваш кој ти ги дал. Значи, не знам колку во овој момент, колку е моќта на Мицковски, односно на фамилијата врз, она е голема. Само до каде, вака поетски кажано, сакате да кажете дека Груевски кој денеска во неколку пати беше и си заминуваше од собранието, присуствуваше на оваа седмица изминатите денови, дека тој влие практично на Мицковски? Секако влие. Секако неговото присуство влие врз претениците. Бере, се сложуват или не зири со тоа? Јас мислам дека тие пратеници кои ги спомна и господинот Пендаров, а кои се подпишаа во едно јавно писмо, тие не верувам дека можат да гласат и имат намера да гласат за уставните измени. Но тие се 30 на број. Колку што знаеме, 47 или 48, колку број коалицијата предводена ВМРО да помене. Се извинувам, јас ке морам овде да прекина, се вклучуваме пресконференција на пратеничката група на СДСМ во собрание. Това е пратеникот Костадинов. Да. Ке ми кажете сите кога може да почне. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Антизападното, антинародното, антимакедонското раководство на ВМРО ДПМН покажува голема, огромна нервоза и безочно лаже. Најостро ги демантираме изнесените лаги дека представници од мнозинството вршеле некаков притисок или пак на било кој пратеник, дека му се нудени пари, дека некој им се заканувал или ги уценувал. За изнесените невистини ќе поднесеме и соодветни тужби до надлежните органи. Овие огромни лаги, измислени од антинародното и антизападно раководство на ВМРО ДПМН, во клучни моменти за иднината на Република Македонија, ќе мора да ги докажат на суд. Ваквото однесување на Христијан Мицковски и антинародното и антизападно раководство на ВМРО ДПМН ги помина сите граници.
Ова е нездраво, ненормално, особено за човек кој што е генерален секретар на најголемата опозицијска партија. Почитувани новинари, вие сте цел ден во собранието. Вие сте најголеми сведоци за атмосферата овде. Пратениците слободно комуницираат, разговараат, се движат низ собранието. Очигледно е дека антизападното раководство не бира средства преку кој ќе се обиде да ја блокира иднината на Македонија, ќе се обиде да ја блокира иднината на граѓаните на Република Македонија. Од овде, од храмот на демократијата, уште еднаш јасно им порачувам дека нема да успеат. Мицковски и Груевски немаат љубов кон Македонија. Тие љубат едноставно криминал. Тие се за сиромаштија, конфликт и криминал. Ние, со граѓаните на Македонија, сме за иднина, просперитет и економија. Почитувани, ги повикувам моите колеги пратеници од ВМРО-ДПМН да действуваат слободно и да се спротистават на антизападниот партиски играч Мицковски и антизападното раководство на ВМРО-ДПМН. Нито едно лажно обвинување, нито една лажна вест на антизападното раководство на ВМРО-ДПМН нема да ја закочи иднината на Македонија во патот кон Европската Унија и НАТО. Да, тоа беше пратеникот од СДСМ. Практично ова е реакција на претходната пресконференција на генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев, кој обвини дека има притисоци, уцени, пазарења во собранието. Тие слушавме СДСМ ги отфрла, исто така обвинува за демагогија од едната, демагогија од другата страна. Инаку во секој парламент притисоци врз пратениците има. Во најдемократските, ајде место притисоци убедување. Па сега не беше во Соединените Американски држави околу изборот на судијата? Не се вршеа притисоци едни врз други? Или не беа притисоци во класичен смисла на зборот, али беа убедување. Зошто постојат лобистите во високоразвиените демократски држави? Токму заради притисоци. Така да изборуваше, јас го прекинав. Ова беше демагошка пресконференција која ништо не кажа. Меѓусебни обвинувања меѓу ВМРО и СДСМ 45 минути еве пред да почне најавената седница. Ова е доказ дека и колку 20 дена по резултатите од референдумот, кој според законските одредби, законот за референдум не беше успешен, сепак сите тука не можат да постигнат ниту едно решение, договор, како земјата да излезе од оваа криза, да речем. Изборите не се решение, што имаме државна изборна комисија која сега ќе му истече мандат. Имаме многу други пречки и фактички земјата влегува во еден многу опасен миниран простор кој што не може да ја реши кризата, туку напротив ќе ја продлабочи. Што ќе може да реши? Затоа решение е двајцата лидери или сите фактори во земјата да седнат сами и да се договарат како да нудат излез од оваа криза. Мислите дека може да седнат сами? И ова покажува дека не можат. Денешниот ден или уште пред 2-3 дена кога почна дебатата за уставните измени, покажа дека јас искрено верував дека дури пратениците од ВМРО-ДПМН ги повикуваа Мицковски заев да седна сами, може би за да товарот што тие го имаат се ослободат. Институција сами по себе. Значи, неретко во демократските земји се случува пратеник да има одвоен став од партијата. Тоа не е трагично, да речеме, пратеници на ВМРО, но кај нас такви се околностите. Пратениците подпишуваат договори, именици и така натаму, па фактички со тоа потоа ги држат под контрола. Јас мислам дека тука треба да се реши оваа ситуација со тоа што ние би се повикале на основните демократски
квалитети и вредности на едно собрание во демократска држава. Тоа да се остават пратениците самите, и тие 30 нека гласат против, но и тие што имаат намера да гласаат за, да бидат оставени да гласаат за. Доне, вие сте единствено за избори, колку, како што рекате, велите дека е тоа решение, или може ли да седнат Мицковски и Заев и да се договорат? Значи, пазете, идејата за избори ја пласираше премиерот Заев. Он прв излезе со ако нема договор, да, ја му прифати нормално. Ќе прифати, без оглед на тоа што дали им одговара или не им одговара, дека опозиција мора да речат избори, може речат не. Така. Па добро, не беа многу за избори. Не, ви кажам, не тоа е игра, нели, ако власт рече избори, опозицијата одма вика идеме на избори. Тоа е нормално, знаете што. Во принцип ја исто не се согласувам со избори. Значи, она што го кажав уште на почетокот, веднаш после референдумот, не велам, значи не инсистирав и се уште не мислам дека треба Заев и Димитров да си поднесат оставки, меѓутоа требаше или да продолжи приказната понатаму, да се повеќат од договорот со Грција, да рече, дечки, граѓаните си кажа што мислат за овој договор, ние понатаму немаме мандат. И владата си продолжи зашто имаме многу поважни прашања, пазите, него што е договорот со Грција во овој момент. Што е поважно од договорот? Па ако гледате дека конкурентноста сме паднале на 20 кусур места надоле, ако гледате дека корупцијата... Ако пропаѓа договорот со Грција, мислите дека конкурентноста на Македонија ќе расте? Не, конкурентноста е друго, корупцијата, правосудството и така натака. Остете го тоа. Не, значи пазете, ние имаме, значи за година и пол, ние имаме назадување на назад страшно со оваа влада. Па дури Франкфуртер Allgemeine Zeitung денеска ни се смее. Претходно Индепендент, еве го денеска објави Индепендент статија, ни се смеат веќе. Значи, зашто ни се смеат? За состојба во Македонија по референдумот. Па пазите, вие, Франкфуртер Allgemeine Zeitung вели дека власта се игра со судството, пушта и притворува. Затоа велам, пазите, истовремено вели и дека ја обедини опозицијата со овие потези. Па да. Значи обедини кога правите така. Значи не вадете од текстот тоа што ви одговара, бидејќи ама сега не ако сега да полемизирате, полемизираме. Па да, ама ја ви кажам дека такво нешто е недозволиво. Основно беше да се повеќе до договорот. Преговорите можеше да ги продолжат. Идејата беше да не идеме на избори. Втората варијанта, што нема никогаш да се случи, со оглед на нашо објаснување дека на крајот на кришта треба конечно да сватиме дека ние одлучуваме за судбината на својата држава, ама тоа нема да се случи, тоа е само моја пуста желба, зашто едноставно ние немаме таква политичка култура, е формирање на влада на национално единство, кај што нема да учествуваат политичките партии, нели? Туку. Ќе учествуваат независни, вие кажете ги луѓе, кои што ќе водат владата, партиите ќе продолжат да го заврши мандатот на собранието и на владата, да го смени политичкиот систем. Главните кризи во Македонија е што политичкиот систем не соодействува со културата и степен на образованието на населението. Затоа вие имате меници. Пропорционалниот изборен систем не функционира со нашата култура и образование. Тоа е најстрашната работа. Вие немате партиска демократија затоа што сакате да бидете пратеник. Да му се додворите на лидер да ве стави во првите 10. Но ова е идеално, зашто некоја партија воопшто би го направила тоа? Затоа што секоја затоа што во секоја држава што се наоѓа во ваква криза, која ако иде доколку идеме на избори ќе се продлабочи. Пендаров беше управо, мислам дека Пендаров кажа. Ќе се продлабочи кризата. Секој што ја сака Македонија треба да размислува како да не го дозволи тоа се случи. Во политиката мора да имате win-win situation. Цел ден разговара, преговара сами. Па затоа ви кажам дека без никој да не се меша од надвор и сега не постигнуваме договор. Дали ме слушате? И сега остајте го ова прашање, тргнете го на страна зборот. Ние очите сега ги како граѓани, некако не зборувам како новинар или како не знам експерт, како граѓани во вакви кризни ситуации очите ги вперуваме кон меѓународниот фактор. Аман дојдете, помогнете. Треба да научат нашите политички лидери дека не постои дека во политиката секогаш постои win-win. Ако нема таква ситуација, вие имате политичка криза. Тоа ни се случува на цело време во Македонија. Ние сакаме владата или опозицијата, све едно која да е, она да биде победник. Тоа во политика не постои. Ова ни се случува сега, што се случува во собранието е токму таа логика. По секоја цена ќе го протуркаме договорот и уставните измени. Не може така. Во политиката мора да научите дека треба да балансирате, да го спасите образот и на едниот и на другиот. Кај нас, затоа кажав, не одговара политичкиот систем, не одговара на нивото на образованието. Да, но тоа брзо не може да се... Да, ама пазете, може да се направи, како не може да се направи, може преку ноќ да се направи. Може, ама добро. Мислам,
ова што го кажува господинот Донев, последното околу вин-вин, повтор пат ќе му дам за право во наша дебата и пример е Охридскиот договор. Охридскиот договор, вие знаете дека за македонскиот политички блок беше тешка горшлива пилула, но се вклучија сите и Охридскиот договор го подпишавме и го прифативме. Договорот од Преспа дали не е вин ситуација, меѓутоа во прашање се тука две држави, што е Не, тоа е диктат, тоа е диктат. Немојте така. Тоа е зело субгејмо по надворешна политика. Договорот од Преспа не е диктат за мене. Договорот од Преспа е резултат на тоа што 27 години бегавме од договорот. Како што бегате ќе биде полошо и полошо и тоа е тоа. Но за жал во договорот во Преспа недостасуваше опозицијата, да биде консултирана и на некој начин вклучена. Тука е направи тактичката грешка Заев, кој месец дена пред Преспанскиот договор. Да, и сега опозицијата тоа го користи како аргумент. Дело велите не можат сами да се договорат, мора меѓународната заедница. Како мислам дека единствено решение во овој момент е да дојде некој од надвор, Заев и Мицковски за уши, затварање соба. Ама Педаров, извинете, извинете. Престанете со тоа да дојде некој од надвор. Па не може тие. Како имаш граѓани во Република Македонија, како така? Па немојте така. Што ние ќе патиме сите граѓани затоа што не може да се договорат. Можеме да земеме заедно и да речеме дека ние бараме оставка од сите. Па имате граѓански инициативи, живееме во демократско општество. Престанете со тоа странците. Тие не сакаат повеќе од кога ние. Тој дојде на морам да ти кажам. Додека го водеше Евробалкан, странците ти беа секој ден. Каде? Не е точно. Сега да не збориме повторно, нека живе, работи што се, не е точно. Не е точно. Да, интересен се вашите стави, особено како поранешен амбасадор кој бил во западната... Јас сум бил, за тоа ви го кажувам, извинете сега. Вие мислите... Не, само да имам пример, извинете. Јункер даде изјава, една изјава даде Јункер за Брекзит. Сите медиуми, и од проевропските медиуми, левицата и десницата, во истата секунда му рекол да е затвори истото. Да, зборуваме за Велика Британија. Ама што сме? Зошто би била заинтересирана меѓународната заедница, САД и ЕУ, да продолжат да интервенираат во Македонија, кога гледаат дека има статуско ситуација, кога нема сили, кога на договорот од Преспа му се заканува пропаст уште на почетокот, да речеме, на некој начин. Како прво, јас мислам дека ниту Европската Унија, ниту САД не сакаат да гледаат повторни војни жаришта во регионот, како што се случија во 90-тите години со распадот на бившата Југославија. Мислите дека има таква закана доколку... Па мислам дека има реална закана. Ако ги гледате сите дебати кои се водат во регионот и за регионот, ако ги гледате преговорите што се водат помеѓу Белград и Приштина, каде што за прв пат на маса отворено се зборува за корекција или размена на територии, ако се гледаш ситуацијата со нефункционалната држава Босна и Ерцеговина, интерферирањето на светските сили, регионалните сили во овој регион, мислам дека ситуацијата е преопасна за нашите политички сили тука да се луксузираат со вакви политички препукувања. Во овој момент треба да се има зрелост и да се гледа ситуацијата како многу сериозна и како таква да се пристапи и да се реши. Јас не сакам да уплашам некого дека ако пропадне договорот, па тука не знам што ќе биде. Но влегуваме во еден период кој ќе биде многу неизвесен. Не, затоа што велат, знаете, Македонија во тој случај ќе остане изолирана доколку договорот пропадне. Па нормално дека ние сме аплицирале, не поканија тие, ние сме аплицирале за членство во НАТО и Европската Унија. Зошто сме аплицирале? За да ги споделуваме истите вредности, за да бидеме дел од тие вредности, за да бидеме дел од таа група земји членки на НАТО, која ќе обезбеди безбедност долгорочна за нашата земја. За да бидеме дел од Европска Унија. Не ни требаат месии кои што се замислуваат дека знаат све. Не ни требаат премиери кој што е Зоран Заев, кој насила се обидува да избутка нешто што не проаѓа. Ја не велам дека не ни треба иднина. Ни треба иднина.
Меѓутоа не им треба ваква. Каде иднината? Дозволете, Сања. Да, мислам... Граѓаните на Македонија јасно кажале. Еве да се сложиме сите ние дека Преспанскиот договор е одличен. Боже, нели, тако нешто да кажам. Меѓутоа, еве, се согласуваме сите. Начинот на кој што тој договор е донесен покажува непостоење на капацитет прво од една страна. Да се демократски капацитет да се направи нешто вакво, зашто промена на името не е зезање со една држава. И втората работа, пазете, ви имате премиер кој што е обвинет и од председател на државата, и од лидерот на опозицијата дека лажал. Они самиот излезе на пресконференција и не лажеше нас, дека не доаѓа во обзир промена на уставно име. Значи, не е проблемот едината наша, проблемот е, пазете, не можете вие така да го лажете овој народ. Да, меѓутоа... Пазете, вие ако сакате се пазете, ние имаме, оно што ме загрижува, верујте, многу ме загрижува, што ние се обидуваме све да релативизираме. Не може ако. Да те прашам само нешто, извини. Велиш дека народот кажа. Па да. Народот сакаш да кажа и за територијалната поделба која пропадна референдумот? Па тоа Шегиринска не го блокираше. Па толку е капацитетот. Ама зашто не? Тогаш блокирала Шегиринска, сега не блокира. Дали територијалната пројде? Пројде кој што сакаше СДС. Да. Па пројде со сила. Како со сила? Па така. Па не излезе народот. Како ќе излезе кога ти блокираш? Како блокираш? Пази, тоа е двосмислено сега. Како блокираш? Не пројде територијалната на референдумот затоа што немаше излезност. Така. Они го пројде со двотретинско. Така. Да имате и сега двотретинско мнозинство, ќе го сменат уставот. Така е. Ама тоа е насилничко, педаров. Значи јас зборувам за нешто многу важно. Значи немојте доста се подпираме, народот рече, народот сака. Све сакаме да релативизираме. Народот избрал таму 120 пратеника, избрал влада, избрал председател, кој треба да ја водат ова држава и да обезбедат иднина за народот. А не. Граѓаните за сериозни прашања од комунизмот, тоа беше работничката класа. Промена на уставно име, промена на мојот национален идентитет не е прашање на никој лидер. Посебно што СЗАЕД и СДС не излего и не рекоа дека ќе сменат уставното име. Мислам дека со договорот не се менува националниот идентитет. Идентитетот ми го менуваше Груевски кога сме сакаше да ме направи антички македонец. Јас сакам да сум славофон, неќе да сум антички македонец. Него да се наврзам на ова што зборуваше колегата, беше малку во ракавици зборуваше. Точно е дека ако пропадне референдумот стануваме проблем во регионот. Ако не се лажам, пратеникот Беса јасно кажа нешто, јавно, одговорница, ако пропадне референдумот, треба да албанците во Македонија треба да се преиспитаат каде се. Колега, тоа е изјава на пратеник. Не сакам да ги уплашите луѓето дека албанците тука... Не ги плашиш со време, се е штраф. Не ги плашам. Ќе станеме безбедносно прашање, па што ќе станеме? Ако имаме стабилна држава, ако имаме стабилни институции, како сме тоа ние безбедноста закана за регионот? Зашто го водите тој аргумент постојано? Затоа што дека ние ќе станеме безбедноста. Па што ќе станеме безбедноста? Одговорите зашто закана? И за Сирија пред 2012 година Сирија беше многу убава земја. Па беше убаво додека ВС Мичел не отиде ги решава прашањата. Па не и русите додека не се исто тоа. Пази, и фактички кој ние го отворивме прашање, дозволите го плаќа цехот. За Русија да бидам најпрецизен. Оној момент во големите игри, оној момент кога една голема сила ќе влезе во вакви игри, втората голема сила веднаш и парира. Ама тука доаѓа во израз. Оној момент кога ние ќе кажеме, не ние, кога некој ќе рече дека оваа опција подржува и почне да се меша во внатрешните работи, по автоматизам, затоа што тоа е филозофијата на големи сили. По автоматизам, дозволи. По автоматизам, сите останати големи сили влагаат во играта. Сакате да кажете дека Русија е само реакција? Реакција на САД. Во овој момент. Дека е обратно. Пазете, самите... Ако донесе декларација 91 година дека нашата иднина е ЕУ и НАТО? Не се разбираме, Пендаров, или што е работа, или сакаш да спинуваш? Меѓутоа Москва е јасно дека е против членство на Македонија во НАТО. Па во рето нека си стои, што не интересира тоа нас? Зашто имаме државна безбедност ако така? Одговорите ми, Сања. Па ние ќе се плашиме, тоа е работа на државна безбедност на Македонија, не е работа на нас. Ниту ние, ниту јас, ниту вие, никој од нас дека не знае. Зашто американците не се бунат во Србија околу низиното јавно цело време декларирано дека нема да влезат у НАТО? Затоа што едноставно знаат дека таа е став на мнозинството Срби.
И не иде никој да ги праша американците што мислат за тоа, него иде Столтенберг таму на најголемата војна вежба на НАТО во Србија. Така е. Поголема него во Македонија. Така е. А овие викат не ви доаѓаме. Така е. Тоа покажува дека мнозинството од Срби имаат јасен став и политичарите го почитуваат тоа. Само кај нас тргуваме со странците. И сме доведени во оваа ситуација. Овака, мислам, мнозинството, значи, извини, ама така е. Кога ќе почнеш да се повикуваш на народот, навистина вака ми се крева. На кога се повикувам? На Мојсей, на Христос, на кого? Не, на Мојсей, на оние политичари кои Ако се споредуваме со Србија, ако се споредуваме со Турција, како балансираат помеѓу овие светски сили, ние грешиме. Зашто грешиме? Зашто Македонија е премал играч во целата оваа кој ме тера да играте? Послушајте ме, дали ме разбирате? Никој не ме тера да играте. Умешноста на политичарите, која требаше да биде таа во Сирија, е да го избегне најлошото, што не успеа. Значи, Асад не успеа. Значи, тоа се случува кај нас, не само кај нас, во регионот се случува. И тука треба да се најде оптималното решение за ние да не бидеме, да не станеме утре терен за препукување на големите сили. Точно. Што ние станавме сега. Ние станавме не по наша вина, не по наша заедничка вина на масава овде. Ние станавме предмет. Значи, затоа што во овој момент сите добро знаеме кој се е влезе на овој терен да игра. И сите играат, ама тоа не е по наша вина. Тоа е по вина на тие што сме ги избрале и што владеат со Македонија. Не е наша вина тоа. А ние сакаме тоа да го спречиме. Јас сакам барем тоа да го спречам. Добро, Господ, да се вратиме на повторно на собранието и она што се случува таму. На дневен ред на собранието практично овие денови е иницијативата, тоа да се отвори уставот за да може да се менува. Меѓутоа тука не завршува овој процес во собранието. Мојата колешка Јулијана Левковска-Бешевска подготви една анализа за тоа што значи се овој процес и кои се сите фази и предлагам да го погледнеме овој прилог. Предлогот за пристапување кон измена на уставот е само една од фазите во постапката. По донесувањето на одлуката, собранието носи заклучок утврдувајќи рока во кој предлагачот треба да го подготви текстот на нацрт амандманите. Претресот се води по секој амандман одделно и пратениците може да дадат мислења и предлози. Во дебатата со своји сугестии може да се вклучат сите пратеници. Можности за презентирање на нешто ново како можност постои. Меѓутоа, со оглед на тоа да веќе се оди на точно детектирање во која насока ќе одат амандманите, со точно детектирање што е согласно договорот потребно да се направи и она што е најважно, зашто во суштина сега се гласа, не би било опортуно дополнителни некои нови предлози и нови амандмани. Николовска очекува успех на целиот процес затоа што според неа државата може да опстои само доколку стане членка на НАТО и ЕУ. Пристапувањето кон уставните промени е точно детектирано за што се бараат и во која насока треба да се движат. И многу би било, како да кажам, несоодветно, кој што е најблаг збор, да сега пристапуваат кон и сакаат такви амандмани да се прават, а понатаму без некои апсолутно големи аргументи и јаки аргументи да гласаат против содржината на тие амандмани, кои што веќе се знае во која насока ќе одат. За нацрт амандманите ќе се водат и јавни расправи со вклучување на сите битни институции и организации. По нивното утврдување се пристапува кон следната фаза, текстот на амандманите и извештајот за резултатите од јавните дискусии. Заседаваат и Комисијата за уставни прашања и Законодавно-правната комисија. Амандманите треба да се усвојат со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. За да се спроведат во пракса, собранието треба да отпочне со постапка за донесување на уставен закон за спроведување на уставот, а како предлагачи може да се јават претседателот на државата, владата и најмалку 30 пратеници. Ова беше анализата на Јулијана Левковска-Бешевска, која разговараше со судиката Маргарита Цаца Николовска. Значи, не завршува се, Пендаров, не, има, како што слушавме, има три фази. Да. Значи, со двотретинско мнозинство се отвара процесот за уставни промени.
а онда ќе доаат амандманите, и амандманите влегуваат прво јавна расправа, па второ читање, и за амандманите се гласа, имаме 3 гласања. Вториот пат ќе се првото, второто е просто мнозинство, кои ќе дојдат амандманите, за да отидат, кои ќе дојдат, владата ќе ги даде амандманите, сега ние не знаеме. Владата сега дава само насоки. Сега насоки. И тогаш ќе дојдат амандманите, со просто мнозинство влегуваат во процедура. Значи, одат по комисија, одат во јавна расправа, која ќе заврши тоа, одат пак е владата. Владата тогаш врз основа на расправите или на амандманите или на јавната расправа прави нови амандмани и доаѓаат во собранието и тогаш повторно треба двотретинско мнозинство да бидат усвоени. Дунев, дали има можност кога, значи, амандманите доаѓаат, доколку еве сега се изгласа иницијативата да се отвори уставот, тоа не значи дека уставот е променет. Не. Доколку дојдат амандманите, зошто опозицијата или пратениците, еве дел од пратениците, не би учествувале во тие амандмани? Заев ги повика и во тоа. Еве една конструктивна, нели? Не да речеме улога, доколку имаат... Не е конструктивна. Тоа е исто трик. Кој што беше Линденска Македонија, тоа е трик. Затоа што ако влезам да расправам во амандманска расправа за промена на уставно име на Република Македонија. Пак треба и просто мнозинство, што и пак на крај треба двотретинско. За тоа, значи, не може да прифатите вие да менување на името, значи вие оној момент кој ќе речете во ред. Ќе влеземе во амандманска расправа, значи вие веќе сте прифатиле промена на уставно име на Република Македонија и сега сакате технички да го формално правно или технички да ги прилагодите амандманите. Готово беше приказната. А зошто не е важно што во името останува Македонија и знаеме сите дека ќе не ослабуваат Македонија со додавка северна? Не. Значи, јас тоа неколку пати го имам кажано. И дури еднаш, нели, многу драг пријател ме предупреди да не зборам професорски на дебати во телевизија. Значи, не е проблема во името, тоа е многу симплифицирано. Тоа што го зборуваат премиерот и дел од владеачката гарнитура, тоа е многу симплифицирано. Промената на уставното име значи институционална промена на сите документи на граѓаните на Република Македонија. Тоа значи, ние малце сме и себешни како нација и ние велиме, па да, јас сум македонец и останам македонец. Да, ние живите. Меѓутоа што се идните генерации? Он ќе се роди, ќе добие одмah бројче дека е роден во Република Северна Македонија. Тие што се родени во Канада. Не, слушайте, додаше. Пазете, македонец. Само при крај сме. Тоа се за тоа ви кажам, тоа се или трикови или стварно незнање, не може да проценува. Според ова ваша теорија, тогаш македонците етничките родени во Канада, родени во Австралија, Нов Зеланд, Германија, тие не се македонци? Не, еве ви едно прашање. Многу едноставно прашање. Која пеете земја македонска песмата? Ја пееме сите. Дали на свадби, дали на семејни весели и така натака. На која Македонија мислите? Сега нема тоа да се одразува на Не, тоа е, пазете. Побитно од песните. Не, послушајте, многу е битно. Знаете зашто ви го кажувам? Затоа што вие можете да бидете македонец. Значи, вие може да бидете македонец. Ама ќе бидеме, не? Не, вие може, нема да бидете. Ви кажувам дека нема да бидете затоа што учебниците све ќе изфрлат. Меѓутоа да не навлагам во текстот на договорот. Ма вие имате етнички идентитет, имате државен идентитет. Нацијата мора да биде инклузивна, не може нацијата да биде само една етничка заедница. Новороденче. Родено од татко и мајка албанец или македонец? Етнички, да. Послушайте. Родено детето, новороденче. Да. Двајцата родители се од иста етничка група или една нација и така натака. Дајте го детето во друга фамилија од различна група. Дајте го детето. И родителите дури, ќе прифатам и таква варијанта. Родителите нека зборуваат на јазикот на неговите родители прави. Тој да ќе оспели детето. Значи, дали сте разбрали? Идентитетот е многу тешко прашање. Не е за дебата. Сајде, не е за дебата, веруjem. Моето прашање беше дали има простор. Ова е демагогија сега. Не, тоа може да збориме. Ако читаш книги, ќе збориме тоа. Мислите дека е трик или е навистина можност и опозицијата да биде вклучена и во амандманите и тие да бидат донесени или веќе според договорот тие се определени и нема тука што да се дебатира? Јас сепак верувам дека внатре во ВМРО-ДПМН постојат разумни политичари кои ги земаат предвид сите околности, не само желбата или програмата нивна партиска. Значи, има нешто
повисоко секогаш од тие дневно-политички препукувања. Мислам дека ќе се соберат доволен број на пратеници на ВМРО ДПМН кои би биле подготвени да ги поддржат овие уставни измени. Може би во овој момент тие ќе бидат прогласени и за предавници, но долгорочно тоа ќе биде докажано дека тие фактички ја направиле највисоката патриотско дело кое може да се направи за државата. Кога сме кај идентитетите, јас би сакал само нешто да додам. Да, кусо државниот идентитет, тоа е националниот идентитет, извира од уставот, територијата, значи од самата држава. Државата го произведува тој идентитет. Додека етничкиот идентитет е продукт и производ на културните особености на една етничка заедница. Тоа е јазикот, тоа е историјата, црквата може да биде. Во Отоманската империја, кога се случило Иденденското востание, не постоела... Имаме при крај уште една... Потполно сте погрешни, само уште ова. Курдите, не ова тема за идентитетот, нема држава, но тие имаат многу силен... Државата ги користи инструментите, меѓутоа не создава она создава граѓански национален идентитет. Меѓутоа, во користењето на инструментите, да не зборам, во реци извинувам. За крај. Како мислите дека ќе заврши ова политичка криза, очигледно криза? Ако Господ, иако ја не сум некој голем верник, ако Господ не им даде памет да се тргна на страна од оваа игра и да седна да разговараат како што доликува на лидери, нели? Значи очекувате Да, влагаме во многу, ќе влеземе во... Меѓутоа без меѓународниот фактор. Не. Нема потреба. Па повторам. Пазете, значи, моето искуство е, кога доаѓаат, не велам дека они ни се непријатели, пазете, не сакам никој погрешно не свати. Он доаѓа да најде решение краткорочно. Он не мисли да се занимава со нас долгорочен проблем да прави. Он гледа да го реши на брзина проблемот и продолжува. Иде понатаму. Тоа кариерата му е. Ние имаме долгорочни прашања што треба да се ги решаваме. Тоа само ние може да го решиме. Никој не може да го реши тоа. Не можете вие Хан да очекувате од Хан. Хан нема криза. Доаѓа гледа да реши. Верувате дека Мицковски и Заев сами ќе се договорат и ќе седнат да ги решат проблемите? Па ако не се договорат сами, во тој случај граѓаните Република Македонија ќе ги натера да се договорат. Па може веќе сами да се земе судбината во свој раце. Незири, како вие гледате на овој драматичен ден, како ќе заврши и што не очекувате? Па не знам, јас не верувам дека денеска може да се заврши. Може и да ме демантира времето. После 9 може и да се соберат, но јас не верувам дека денеска може да се постигне некој договор за уставните измени да поминат или отворањето на уставот да биде изгласан. Мислам дека ќе се почека посетата на заменикот помошник државен секретар на САД Палмер во понеделник, па да видиме. Исто како во кризата која настана 2016-15 година кога заврши со Пржинскиот договор, кој беше фактички постигнат со помош на странскиот фактор, на тие дипломати кои господинот Донев вика дека доаѓаат низ слобод памет. Вие верувате дека ќе има интерес без надворешна интервенција ние не можеме тука да излеземе од оваа криза. Делумно би се сложил со колегата, односно во оној дел кај што зборува дека денеска нема да има ништо. И можеби и доаѓањето на американецот... Да, до среда да се... Доаѓањето на американецот, мислам дека америчката амбасада добро оценила дека нема да се договорат овие. Морам тука да се вмешам. Метју Палмер е на практично на балканска турнеја. Да, знам дека е на балканска турнеја. Мислам дека треба и во Сарајево. Да, но мислам дека таа балканска турнеја е темпирана токму заради ова. Меѓу другото. Повеќе фактори со кои се прават такви турнеи играат. Значи, мислам дека Заев и Мицковски и двајцата немаат капацитет да седнат да преговараат. И двајцата сами немаат капацитет. Нема ни еднот, нема ни другиот. Од различни причини што не се сега тема на разговор. И затоа ќе треба повторно
некој Дипломатски што би рекол Заев камшикар, кој ќе ги среди работите. Во спротивно, влегуваме во една тешка политичка, институционална, економска криза, на која на крајот цехот ќе го платиме ја, ти, обичните граѓани на оваа држава. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната топ-тема на ваша страна. Останете со Телма, по рекламите во 21 часот директно се вклучуваме во собранието, каде што очекуваме да почне, како што е најавено, седницата на која треба да се доврши дебатата, доколку пратениците остануваат на најавените дебати и да се гласа со двотретинско мнозинство, доколку е обезбедено за иницијативата да се отвори уставот за уставни измени согласно договорот од Преспа меѓу Македонија и Грција. Ви благодарам на вниманието, останете со Телма, имајте пријатна вечер.